Министерството за култура во обид да го изгасне пожарот што сами го предизвикаа со новата годишна програма, одобрија пари за културни манифестации, но во далеку помал износ од оние кои авторите ги побараа. Па така, иако претходно одбиен, сега Скопскиот джез фестивал доби 3 милиони денари. Поддржан е и ов фест, но одобрени му се само 17% од побараната сума, или 1 милион денари. Детскиот фестивал Златно славече од побарани 2 милиони денари, добива само 400.000 и со новата прераспределба на средствата рекордери во добиената сума на пари, останува Сдруженијето Артал од Тетово, кое само за еден концерт и фестивал добиваат неверојатни 3 милиони и 500.000 денари, или за споредба културниот фестивал таксират останува со само 500.000 денари, наспроти концертот во организација на Артал од Тетово кој добива 1 милион денари. За 8 концерти на танец одвоени се само 230.000 денари, споредбено со сумата која е одобрена за еден концерт на ансамблот на албански ора и песни, за кој е одвоено сума од 800.000 денари. Етногрупата Синтезис и со новата прераспределба на средствата не добија ниту денар. Парите им беа потребни за да настапуваат во Австралија, а ја нема ни традиционалната манифестација Денови на македонската музика, која се одржува повеќе од 4 децении. Од Министерството за култура велат со цел во иднина да се избегне недоразбирањата при јавните конкурси, културните оператори може да дадат свој придонес во изготвувањето на нов современ закон за култура, а до донесувањето на новиот закон, Министерството ќе работи на измени и дополнување на актуелниот закон со иницијативата Културата е насловна страница на секој општество. Инаку ова не е прв пат Министерството за култура да ја ревидира одлуката. Лани по реакциите на композиторите за поништените резултати од конкурсот, како и поведените судски спорови, тогашниот министер за култура Роберт Аладјозовски ја напушти министерската фотелја.